Во Гостивар ќе се гради нова градинка со капацитет од 100 деца. Со ова се очекува целосно да бидат задоволени потребите и барањата на родителите за згрижување на децата во градинките. Новиот објект ќе се доградува во склоп на веќе постоечкиот цветови. За таа намена Министерството за труд и социјала обезбеди грант за општината од 30 милиони денари. Договорот денес во Скопје го потпишаа министерката Јагода Шахпаска и градоначалникот Арбен Таравари. 3 години наше владење во општина Гостивар имаме 4 градинки и денеска потпишуваме 5-та градинка нова, што е огромен успех за една урбана општина како што е Гостивар, каде што на почетокот на мандатот, кога започнавме, имавме околу 350 деца кои што беа на листа на чекање во градинките и сега имаме, ако не се лажам, поради протоколите, повторно околу 200-250, меѓутоа, кога би работеле со цел капацитет сите градинки, ја мислам дека не би имало воопшто листа на чекање во нашата општина. Пред месец дена во општина Гостивар пуштивме во функција една градинка за сместување на 57 дечиња, со овој проект дополнителни 100 деца и со тоа опфатот на деца во градинките во Гостивар се зголемува. Со проширувањето на постоечките објекти и со изградба на нови објекти, ние работиме систематски, посветено, со една единствена цел да го подобриме квалитетот на предучилишното образование. До крајот на годината, како Министерство за труд и социјална политика, ќе отвориме нови детски градинки. Пред се сакам да споменам градинката во Ресен, во Босилово, во Брвеница, во општина Сарај, со вкупно сместувачки капацитет на дополнителни 423 деца. Од повторното отворање на градинките во Гостивар досега биле потврдени 2 позитивни случаи на коронавирус, една воспитувачка и едно дете. Во нашите градинки, во сите тие што функционираат, ние сите наставници вработени во градинките се придржуваат стрикно на протоколите и до сега имаме регистрирано само едно дете и една наставничка. Во овие месеци пол, ако не грешам, работат градинките и повеќе од тоа. Повеќе од тоа, значи доколку се придржуваме на протоколите и ние како граѓани и тие што работат во училишта и во градинки, нема да има огромен број на инфицирани. Иако тие еден дел од денот го поминуваат во своите домови и можеби надвор од своите домови со други деца и има шанси за инфицирање. Министерката Шахпаска информираше дека на ниво на држава во градинките вкупно досега биле регистрирани 109 вработени и 33 деца позитивни на ковид. Таа нагласи дека состојбата секојдневно се следи и дека засега е под контрола.